Како да се намести Рубикова коцка е најсигурно на овој начин. Се демонтира, се штрафува горната коцка, еве, со штрафче и со федерче. Евеќе. Тоа се става тука, федерчето е внатре и штрафчето. Тоа се става како последно. Претходно се комплетираат останатите бои. Еве и се реди по редослед. На тој начин што се комплетираат боите. Еве сега ќе видите на кој начин се местат боите што требаат. Тука се стават по редослед боите. Како се редат? Еве на кој начин се редат. Сега се редат коцките по ред. Тука еве ги белите, па потоа жолтите, па црвените. Потоа се става ред следно и се местат коцките. Ако сакате побрзо да се движат, се ставаат коцките со малце подмачкување. На тој начин се комплетираат коцките. Кога ќе се клопат, се местат во една целина. Значи на следниот начин. Ако сакате во позадина да ви пуштаме музика. Сега за сега коцките се местат редоследно. Тука се става сега следната коцка. Треба да извадиме одека погрешка е ставена како последно. Така ќе извадиме од тука и ќе ставиме на незиното место. Ова е незиното место, кај што треба да стои. Понатаму се комплетира на тој начин што се стават
Потоа се комплетира и останатите коцки. Затоа е потребно негде околу 10 минути да се комплетира целосната коцка. Тук ще ставим розовото со бело. Сега комплетирам и од оваа страна. И на тој начин сега ќе ја комплетираме. Сега тука ќе ја монтираме и последната коцка од горниот дел. Така да едната страна е готова. Сега одиме од другата страна. Еве ги страните како се готови. Жолтата, црвената, сега ќе комплетираме и зелената страна. Ги бираме боите и само ги местиме. Со тоа што прво тука треба да оставиме бело и зелено. И сега понатаму ги комплетираме и останатите. Тука ставаме и горната позиција. И со тоа завршуваме зелената страна. Сега одиме да комплетираме и белата страна. И со тоа завршуваме. И на крај еве горната коцка ја ставаме најгоре, со тоа што ја ставаме во празниот дел тука и го ставаме федерчето. После тоа го ставаме штрафчето и со малиот штрафцигер сето тоа го затегнуваме. И веќе готова коцката. Може да функционира за
повеќе информации јавете се на нашиот сајт. Чао! 5.3.2011